Ги следите вестите на Канал 8. Добар ден. Градежниот институт на Македонија ќе го проектира експресниот пат Штип-Кочани. Вредноста на договорот со јавното претпријатие за државни патишта, објавен на јавни набавки, изнесува 384.000 евра. Се работи за надградба на постоечкиот магистрален пат во должина од 26 километри. Градежниот институт Македонија ќе го проектира експресниот пат Штип-Кочани, откако победи на вториот тендер за избор на проектантско биро како единствен понудувач. Магистралниот пат од Штип до Кочани има 26 километри и како што е планирано треба да се реконструира и прошири. Вредноста на потпишаниот договор со јавното претпријатие за државни патишта изнесува 23.600.000 денари, односно 384.000 евра. Потребните финансии за изведба на експресниот пат се веќе обезбедени преку неодамна подигнатиот заем во висина од 160 милиони евра од Европската банка за обнова и развој. Предвидено е сегашниот магистрален пат од Штип до Кочани да се реконструира и прошири, после што коловозот би имал две коловозни ленти за возење широки по 3,5 метри и две ленти за застанување широки по 2 метри и 45 сантиметри. Институтот треба да заврши работата во следните 10 месеци. Нови случаи на измачување и убивање кучиња се регистрирани во Кочани. Граѓани биле сведоци кога лице евидентирано како насилник ги малтретирал животните, поради што бараат институциите да преземат мерки против него. Крвничко злоставување, малтретирање и убивање на кучиња повторно е забележено во Кочани. На неколку зафрлени места во градот откриени се тела на измачувани или пцовисани животни што претходно биле врзувани. Граѓани реагираа во нашата редакција со фотографии од местата каде што биле забележани дури и коски од поодамна убиени кучиња. Тие тврдат дека имаат потврдени сомневања оти се работи за познат насилник кој и претходно се однесувал на сличен начин. Лицето било осомничено за силување и агресивно однесување, поради што граѓаните се плашат и за сопствената безбедност. Наша соговорничка, која се охрабри да зборува за случаите на малтретирање на кучињата, на кои и самата била сведок, сакаше да го заштити својот идентитет. Предлагаме надлежните да превземат нешто во врска со лицето кој што ги малтретира животните. Кога сме во можност одеме му одземаме животни, кој што ги малтретира, ги прегладнува, ги дехидрира, ги тепа и на крај ги убива, ги силува исто така. Но на жалост тој продолжува со истото злодело. Имаме пријавено неколку пати во полиција, но досега нема никакви резултати. Одговорот што го добивале по пријавувањето на насилствата над животните е дека злосторникот имал ментална болест, па не можело да се преземе ништо. Потврда за насилничкото однесување на сторителот дојде и од неговите родители, кои исто така бараат одговорните да преземат мерки. Па дома малтретиране, тепано, надуване. Вас, а кучињата? Да, па и кучињата ги има, со камења, тепа ги има. Мрзува ги со сиџимка и носи ги канал ги парал. Па треба да се преземат, да видат, да дојдат тука, види што работи, па буи си на понија нагоре. Ја викам одиме у социјални грижи и тамо не преземат мерки. Викат дека не бил за дом. Како не е за дом, кој е за дом? Биле евидентирани и случаи на кражба на домашни миленици, за кои собствениците изгубиле секаква надеж, а полоцна биле пронајдени измачувани или мртви. Со намера да им се помогне на кучињата што му биле одземани на насилникот, членови на Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани ги заштитиле на безбедно место. Тие се моментално згрижени, им бараме дом, но на повеќето не можеме да им најдеме затоа што биле или се повозрасни, постари, женски. Не можеме долго време да ги задржаме, бидејќи немаме никакви донации, се што правиме се од наш буџет. Хуманите граѓани кои ги згрижиле кучињата што ги спасиле, побараа да не се открива локацијата каде се сместени животните, поради можноста насилникот и таму да се изживува над нив. Сметаат дека согласно одредбите од Законот за заштита на животните треба да се преземе темелна истрага и да се одреди соодветна казна за сторителот, како и трајна забрана тој да им се приближува на кучињата и другите животни и да ги зема за какви било цели. Во локалната самоуправа на Кочани беше организиран прием на делегација од градот Цетиње, која во Кочани е по покана на Основното училиште Никола Карев.
Црногорските представници се гости по повод одбележувањето на годишнината од загинувањето на патронот. Делегации од Основното училиште Ловкенски партизански одред од Цетиње и од Основното училиште Никола Карев од Кочани беа гости во локалната самоуправа на покана на градоначалникот Радко Димитровски. Приемот, што беше организиран во нивна чест, е во рамки на посетата на црногорските представници на нашиот град, а по повод одбележувањето на патрониот празник на Кочанското училиште. Соработката меѓу двете образовни установи беше воспоставена минатата година, а со размена на делегации се зајакнува и продлабочува. Од 2 до 4 октомври 2014 година бевме на нивниот патрон, партизански одред Ловчен, на кој подпишавме соработка за збратимување меѓу двете училишта, значи од општина Цетиње и од општина Кочани. Еве сега не удостоија на нашиот патрон 110 години од смртта на Никола Карев и 58 години од постоењето на Никола Карев како јубилеј. Задоволство од приемот и досегашната соработка изразија и од збратименото училиште од Цетиње. Mi smo onako više u nekom neformalnom... Ние сме во некаков неформален, веќе пријателски престој во Кочани, а нашите намери се збратимувањето на двете школи да го продлабочиме. Се надеваме дека ќе дојде и до збратимување на општините, што мислам дека ќе влијае на подобро поврзување на двете слични култури што ги имаме, затоа што мислам дека сме и еден народ. Мило ми е што децата од нашето училиште се гости кај вашите ученици и се надевам дека следниот пат ќе дојдеме со повеќе деца, а и учениците од Никола Карев ќе дојдат кај нас, за да се дружат и да разменат меѓусебни искуства. Во делегацијата од Цетиње се вклучени и 4 ученици од збратименото училиште. Тие се дел од свечената програма што Основното училиште Никола Карев ја организира по повод својот патронен празник. Комисиски расправи пресред на седницата на Виничкиот совет. Заседаваа Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања и Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата. Пресред на седницата на Советот на општина Виница, закажана за 28 со почеток во 11 часот, заседаваа две комисии. Комисијата за мандатни прашања, избори и именувања на дневен ред го имаше предлог решението за разрешување и именување член на управниот одбор на детската градинка Гоце Делчев. На седницата на Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата се најдоа повеќе точки на дневниот ред, меѓу кои предлог одлуката за донесување на детален урбанистички план за блок 15 дел 2, годишниот извештај за работењето на Центарот за развој на Источниот плански регион за 2014 година и годишниот финансиски извештај за работа на Центарот во 2014, годишниот извештај за спроведување на програмата за развој на Источнопланскиот регион по периодот од 2009 до 2014 година, информацијата за безбедноста на храната на подрачјето на општина Виница за минатата година, информацијата за исправноста на водата за пиење, извештајот за безбедноста на водата во селата Истибања, Трсино, Трстија, Липец, Крушево, Пеклани, Драгобрашта, Лаки, Градец и Лески, информацијата за узурпација на државното земјиште во општината за минатата година, како и барањето од Сдруженијето Иницијатива на невработени интелектуалци Виница за обновување на договорот за користење на просториите. Исто така беа разгледани и неколку барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти. Средношколците во Виница беа домакини на своите врсници од Средното медицинско училиште во Тетово. Со дебати и уметност се спротиставија на јазичните, религиозните и политичките бариери, испраќајќи недвосмислена порака за соживот. Преку проектот за меѓуетничка интеграција во образованието што го спроведува УСАИД, Средното општинско училиште Ванчо Пракје претходно изврши реконструкција на дел од помошните простории со цел организирање на наставата во една смена, а средбата со училиштето Никола Штејно Тетово, според координаторот Радмила Манчевска, е со цел разбивање на предрасудите и стереотипите, зголемено меѓусебно почитување и меѓусебна доверба, а во насока на подобрување на целокупниот меѓуетнички амбиент во Македонија. Една мешовита група во соработка со своите наставници рециклираше хартија, но подготви и театарска представа со цел максимално доближување на разликите во рамки на училишниот проект за меѓуетничка интеграција.
Дружењето на средношколците од Тетово и Виница заврши со заедничка изложба на рециклираните производи, со изведба на форум театар и со трибина на која се разменија различни видувања по однос на важни општествени прашања. Училиштето Никола Штејн од Тетово е избрано за модел на училиште во кое успешно функционираат 2400 ученици од 3 различни етникуми – македонски, албански и турски, и во кое има 3 официјални јазици. Формулата за квалитетна интеграција е во менаџерскиот тим, подлече психологот од ова училиште Светлана Ристовска. Основното училиште Раде Кратовче ги реализираше двете преостанати кампањи од проектот Сите сме еднакви, што го подржа и амбасадата на Велика Британија. Со спортски забавни игри и традиционални танци, децата од основните училишта во градот се забавуваа и меѓусебно се дружеа како основна цел на проектот. Преполна беше во четвртокот попладне спортската сала кај гимназијата во Кочани во рамки на најавените спортски забавни игри и традиционални танци за учениците од основните училишта. Од најмалите па до оние од 5-то одделение се надпреваруваа во мини кошарка, влечење јаже, скокање во вреки, игри на полигони, спортски квиз, што како трета кампања се спроведува во рамки на проектот Сите сме еднакви, а чиј носител е основното училиште Раде Кратовче. Целта на настанот, како и на останатите кампањи, е да придонесе за јакнење на толеранцијата и меѓусебното разбирање меѓу најмладите во општината. Освен тоа, тој имаше и хуманитарен карактер, со намера да се соберат финансиски средства за лекување во Кина на нашиот сограѓанин Иван Стојанов, кој по оперативен зафат на вратот останал неподвижен. Според координаторот на проектот, организацијата на спортските забавни игри била добра и ја исполнила замислената цел. Па еве сами вие гледате, мислам дека целта е исполнета. Дечињата тука се возбудени, среќни, задоволни од тоа што учествуваат во спортските забавни игри. Еве имаме и друга кампања, освен спортски забавни игри, имаме и традиционален танц, значи тоа е меѓу спортските игри. Понатаму целта мислам дека се исполни за хуманата помош на Иван Стојанов. Според Јанушова, резултатите од спортските игри и не се најважни, затоа што поважно било учениците меѓусебно да се дружат и забавуваат. Во реализацијата на проектот Сите сме еднакви, подршка даде амбасадата на Велика Британија, како и Министерството за образование на Република Македонија. Промоција на трилогијата Ѓаволски голем водач од црногорскиот автор Сретен Вујовиќ се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Настанот беше дел од програмата на 8-миот детски драмски фестивал. Трилогијата Ѓаволски голем водач од веќе издадени дела на црногорскиот автор Сретен Вујовиќ, преведена и отпечатена на македонски јазик, беше промовирана во Центарот за култура Бели Мугри. Промоцијата како придружна содржина беше во рамки на програмата на драмскиот детски фестивал. Поетските и прозните дела на Вујовиќ веќе се издадени на повеќе светски јазици, а издавањето на дел од неговото творештво на македонски јазик беше планирано од поодамна, но се реализираше дури деновиве. Значи ова печатење и преведување на трите памфлета на Сретен Вујовиќ беше идеја пред неколку години. Требаше да биде реализирана за патрониот празник на Центарот за култура 25 ноември, но поради оправдани причини не печатевме, не поради наша страна, него затоа што нашите гости, денешните гости, значи не беа во можност да бидат во Кочани. Промоцијата на преведената трилогија на црногорскиот автор е поврзана со посетата на Кочани на делегација од основното училиште Ловкенски партизански одред од Цетиње, каде и самиот е вработен. Организаторот на промоцијата на неговата трилогија, Центарот за култура, му подготви изненадување, затоа што претходно не му бил најавен настанот. Не е ова прва книга која е преведена на македонски јазик. Ова не е прва книга што е преведена на македонски јазик, но беше целосно изненадување за мене, затоа што овде дојдовме поради друга причина. Овде обично доаѓам за манифестацијата Петровденски конаци како поет, но вечерва навистина ми направија такво изненадување што беше до граница на солзи и радосници, затоа што јас во Кочани веќе не се чувствувам како странец, туку како еден од вас. Рецензент на трилогијата Ѓаволски голем водач е Љупка Стојменова, а нејзиното издавање на македонски јазик го помогна печатницата Европа 92.
Кон крајот од вестите, информацијата од спортот. Релативно скромен е спортскиот викенд во најава. На програмата се редовните кола во женски и третолигашки фудбал, како и еден кошаркарски надпревар. 26 април недела е ден за одигрување на 18-тото коло во третата фудбалска лига Исток. Двојките се Напредок Здрави Радово Овчеполе, 14 октомври 1946 Баби, Каменица Саса Тиверија, Беласица Брегалница Голак, 1934 и го пречекува Работник Џумајлија, додека Осогово и гостува на Плачковица. Ден предходно се игра 15-тото коло во женската фудбалска лига. Се среќаваат Конзули Тиверија и Статов, Победа Куманово Кочани, Драгон 2014 Ас Юнајтед, Младо Сиднина С во Ризарија пречекува Речица, а Борец е домакин на Топгол. 19-то коло е во втората македонска кошаркарска лига. Баскет Дино в сабота ја пречекува екипата на Бес. Надпреварот се игра во 14 часот во спортската сала кај гимназијата Љупчо Сантов. Останатите двојки се Тетек Стетек АТ Баскет, Срандрим Вардара Павеш, Купи Михајловски и Борец Баскет Радовиш. Слово на екипата на Пелистер. Пауза е во втората македонска пинг-понг лига. Толку вестите на Канал 8, следете ги објавите на социјалните мрежи. Пријатно!